Имаме така 6 минути за меѓународна политика, тоа значи Дејан Андоновиќ, една до две теми, бидејќи ние сме зборгалисти кои ќе тргнеме крај нема. Да, и плюс сме брзи у тие експлозивни тези. За 2 часа се отвараат Олимписките игри во Пекинг, но за колку часови? За 2 Па речи часа? си 1 час, да. Така е, се гласа и доверба на црногорската влада. Односно се гласа недоверба, бидејќи се изгледа дека... Па самиот премиер најави Да, дека... кабинетот на Криво Капич. Вице-премиерот гурна премиерот, така би било, отприлика насловот што ќе го ставиме. Се гласа за уривање на владата на Здравко Кривокапич. Таа влада беше на стаклени нозе, бидејќи беше поддржана од 3 коалиции. Една од коалициите веќе му откажа доверба, автоматски паѓа, значи од 81 пратеник во парламентот, 44 се за уривање на владата, додека и онаа коалиција предводена блиска до Српската православна црква и на србите во Црна Гора, која преку литиите пред година дена го востоличи практично. Па го востоличи, но и она беше повеќе еуфорично дека еве падна Мило Ѓукановиќ и таа 30 годишна Едва и дочека. Да, едва и дочека, се покаже дека Мило Ѓукановиќ го возврати ударот. Имено Дритан Абазовиќ, под вице-премиерот и подпредседателот на владата, со поддршка на Демократската партија на социјалистите на Мило Ѓукановиќ, гурива кабинетот на Криво Капич и сака да формира малцинска влада. Што е идејата? Што е играта? Па малцинската влада, тие сака да ја направат со цел да ги вратат реформите. Една од поголемите забелешки првин беше тоа што нема добра соработка меѓу законодавна и извршна власт. Второ, партијата на Дритан Абазовиќ, поддржана од Мило Ѓукановиќ, бараше од Криво Капич да смени тројца или четворица министри за кои се претпоставува дека се работат под диктат на Белград на некој начин. Се разбира, Белград возврати дека уривањето на Криво Капич и неговиот кабинет е масло на Велика Британија која сака да го врати своето влијание во Црна. И сега тоа е пак Русија, НАТО и сето она што се случи. Црна Гора е најмалата земја во регионот, и едно најмалите. Најголеми влијанија трпи. Меѓутоа е секогаш во крупните игри, па можеби историски дури. Па добро, он има геостратешки позиција. На влезот на Отрантот, на крајот на краиштата, Бока е тука најдлабокиот дел од Јадранското море. Сето тоа некои геостратешки гледања има. Факт е дека паѓа влада, факт е дека влегува Црна Гора во една политичка нестабилност. Тоа сакам да кажам, Криво Капич сега ќе се обиде, тоа што паѓа владата, паѓа. Тој веќе нема да биде премиер за 1 час или 2, или до вечерва, не знам како ќе биде тоа. Идејата е да го спречи Абазовиќ и партијата на Мило Ѓукановиќ да формираат малцинска влада, туку да падне целиот парламент, односно собранието, и да се оди на избори, а до избори тој денеска да добие поддршка да ги спроведе изборите како влада. Да биде технички премиер. Да, а што понатаму ми се чини и он нема план, бидејќи партијата на србите, српската таа партија е преку, повторно кажам, што дојде преку литиите и поддржана од Српска православна црква, ќе се обиде веројатно, бидејќи на последните избори имаше добар рейтинг, да се обиде они да ја формираат владата и така да го спречат, да ги спречат британците да стават своја влада, како што вели. На Мило Ѓукановиќ. Да, токму тоа. Ќе видиме што ќе биде, голема тензија е таму. Изминатите денови имаше протести на поддржувачите на Криво Капич, односно на неговата влада. Добро, ама не беа тоа големи протести, гледав неколку Па стотици не беа големи протестите, но се што знаеш во овој регион и двајца да излезат можат свашто да направат да го заполат регионот за Република Српска, Црна Гора, сето ова некако лошо влијае. А добро, ова е и нестабилност, ама и демократија. Сега, додуше во демократијата сите игри се можни и ние сме навикнали на разноразни, како кажам, симултанки на повеќе табли. Оно што се сеја за очекување, морам да го кажам, и вчера и завчера беа повикувани неговите приврзаници да не излегуваат на оние повторни лити, повторно ќе кажам што се случува пред година дена, кога имаше масовно. Меѓутоа се чини дека и самиот Криво Капич, кој не беше политичар по професија, туку универзитетски професор, се покаже дека лошо ја владее материјата и ги загуби поддршката и на своите ментори. Така е, добро. Морам да кажам дека мене ме забавуваше вчерашниот ден повторно со, да кажем, нови случувања околу Борис Џонсон и британската влада. Од неговиот кабинет во еден ден си заминаа четворица блиски соработници, меѓу кои и
тешкото име, тоа е една госпоѓа која е долгогодишен висок политички советник, еден од клучните играчи. Овие другите се сметаат можеби како жртви на целата оваа афера во која што влезе Борис Џонсон околу журките што се правели и така натаму, но десеткуван кабинетот од многу искусни, многу, како да кажам, верни соработници на Џонсон. Ти се чини дека мене се уште ми се чини дека Борис Џонсон ќе ги преживее сите овие работи. Па да, мене ми е интересно. Некако не му се лепи ништо, таков како што е Многу трамповски делува, значи онака неконвенционален политичар, што секој конвенционален политичар би паднал, тој не. Тој во екот на овој партгей, така наречен, отиде да ги смирува, отиде да му се заканува на Путин, што ми е малку... Па добро, мислам, можеби и затоа. Да, па добро. До фактот дека голема држава. Притисокот од Паркгейт влијаеше врз овие негови соработници и министри да дадат оставки, како знаеш она Сашо кога тоне бродот, па као нели, а оне капетанот ќе остане сам, а во мене ми се чини дека ќе смени бродот и ќе продолжи понатаму. Така барем личи. Го гледав некни во британскиот парламент, бидејќи тоа е прав театар, Да. тоа е како да гледаш спектакл на високо драмско ниво, да кажем и така, беше многу некоректен кон лидерот на опозицијата, Сергија Стамер, бидејќи кажа некои работи кои што апсолутно и во неговата партија се мислат за недозволени, го обвини за некои афери, бидејќи Сергија Стамер беше јавен државен обвинител, кој што во негово време се случија некои педофилски скандали и така натаму, и овој го обвини директно, што апсолутно се крена, дури од неговата партија кажа чека, оваа граница е помината, така не се прави. Така не се прави, дефинитивно, независно од се, но еве, интересно е дека и поради Брекзитот нели даде оставка министерот за Северна Ирска, Да. што само покажува, според мене, дека Борис Џонсон не ја прави политиката на континуитет нели на Тереза Меј, па претходно како беше, затоа мислам дека ќе преживее исто како ти, а исто мислам само ќе го смени кабинетот и ќе оди понатаму, а докаде ќе оди ќе видиме наредниот период. Дејан Андовиќ, благодарам. Еве, две влади се нишаат во Европа. Рушина влади од утринава, Ништо не може да е сопре. ништо не може да се